Драги ученици, добро дојдовте во e-училница. Јас сум наставничка Александра Блажевска и ќе бидам вашата онлайн наставничка во оваа видеолекција. Оваа видеолекција се однесува на промени на агрегатните состојби од темата агрегатни состојби на материјата за наставниот предмет хемија во 8 одделение. Се може да ја пронајдете на страна 8 и 9 во учебникот по хемија. Покрај тоа, за овој час ќе ви биде потребна тетрадка, прибор за пишување и мој совет е внимателно да ги следите видеолекциите, да ги запишувате важните содржини и да одговарате на поставените прашања. Да видиме што ќе научиш во оваа видеолекција. Голем дел од работите ќе ги повториш од претходните одделенија и ќе го прошириш своето знаење за нови цели. Ќе научиш да ги набројуваш промените на агрегатните состојби, да ги објаснуваш процесите на промена на агрегатните состојби, како и да ги употребуваш температурата на топење и вриење за определување на агрегатните состојби на супстанците. Она што веќе го знаеш од претходните одделенија и од последниот час е процесите на промени на агрегатните состојби. Тоа се топење, испарување, кондензација, кристализација. И уште еден процес кој можеби прв пат го сретнуваш сега, тоа е сублимација. Па да видиме за секој од нив поодделно. Топење. Топење е процес во кој цврстата агрегатна состојба под дејство на топлина преминува во течна агрегатна состојба. Вриењето или испарувањето е процес во кој течна агрегатна состојба под дејство на топлина преминува во гасовита агрегатна состојба. При тоа во насловот имам запишано и вриење и испарување. Постои разлика помеѓу овие два поима, бидејќи вриењето е процес кој настанува кога ќе се достигне температурата на вриење за определена супстанца, додека пак испарувањето може да се случува и без да се достигне температурата на вриење. Така, например, водата врие на 100 степени, но може да испарува и под 100 степени. Впрочем, така ни се сушат нашите алишта, кога се мокри, и така ни се суши косата кога ни е мокра. Кондензација е процес кога гасовита агрегатна состојба по процес на ладење преминува во течна агрегатна состојба и мрзнење или кристализација, или некаде ќе сретнете стврднување, е процес во кој течната агрегатна состојба со помош на ладење преминува во цврста агрегатна состојба, односно со намалување на температурата, односно со одведување на топлината. Во процесот на мрзнење, частичките во течната агрегатна состојба губат дел од енергијата и се приближуваат едни до други, при што поменуваат во цврста агрегатна состојба. Како што пред малку спомнав на почетокот, сублимација е уште еден од процесите кој се однесува на процес на промена на цврстата агрегатна состојба директно во гасовита агрегатна состојба под дејство на топлина. Ова е специфично за некои супстанции, но од нив најкарактеристична е јодот, кој представува цврста кристална супстанца, кој со загревање преминува во гасовита и тоа се манифестира со вакви виолетови пари. Како што спомнав во делот за вриење или испарување, температурата на топење или мрзнење е една од специфичните својства на материите, исто како што е температурата на вриење и кондензација. Во зависност од овие својства може да се определува и природата на супстанците. Па да видиме што тие означуваат. Температурата на топење всушност е вредност во која материите од цврста агрегатна состојба преминуваат во течна агрегатна состојба. Температурата на топење и температурата на мрзнење се бројно еднакви или во пракса што би значило тоа, например, мразот се топи на 0 степени, но и водата мрзне на 0 целзиусови степени. Како што може овде да видиме, цврстата агрегатна состојба, кога се загрева и се поминува нулата, преминува во течна агрегатна состојба, или пак ако течната агрегатна состојба се лади и се поминува нулата, преминува во цврста агрегатна состојба. Температурата на вриење и кондензација се исто така бројно еднакви, и всушност температурата на вриење или точката на вриење е вредност при која определена супстанца од течност преминува во гасовита. Како што претходно кажав, овие вредности се специфични за секоја од супстанците. Како тоа во пракса изгледа, например, водата врие на 100 целзиусови степени и водната парија кондензира на 100 целзиусови степени.
Например, на овој диаграм може да видиме кога течноста ја загревале и поминеме 100 целзиусови степени, таа ќе поминува во гасовита агрегатна состојба. Во обратна насока, кога гасовитата агрегатна состојба ја ладиме и ја поминуваме 100 целзиусови степени, таа ќе преминува во течна агрегатна состојба. Па како овие вредности на температура на топење и температура на вриење можат да бидат искористени за да се определува агрегатната состојба? Ќе видиме низ еден конкретен пример. Примерот вика: вредностите на температурите на топење и вриење на некоја супстанца се следниве. Температурата на топење е 57 степени, а температурата на вриење е 118 степени. Прашањето е: во каква агрегатна состојба е супстанцата на температура од 20 целзиусови степени? Како може најлесно ова да го одговориме? Најлесно би било за почеток да нацртаме една бројна скала. На нејзе да ја нанесеме нулата, чисто како за ориентација, за да може да ги поставиме другите вредности. Потоа да ја означиме температурата на топење и да ја означиме температурата на вриење. Што може да прочитаме од овој диаграм или какви информации ни дава овој диаграм? Овде ни покажува дека десно од вредноста на температурата на вриење, агрегатната состојба на оваа супстанца е гасовита. Помеѓу температурата на вриење и температурата на топење, значи од 57 степени до 118 степени, агрегатната состојба на оваа супстанца е течна, и лево од температурата на топење, односно за вредности на температурата помали од 57, агрегатната состојба на оваа супстанца е цврста. Бидејќи прашањето во нашата задача е каква е агрегатната состојба на 20 степени, а 20 степени од прилика се наоѓа тука, значи одговорот би бил агрегатната состојба на оваа супстанца на 20 степени е цврста. Да видиме сега дали тоа може вие да го примените и да проверите дали сте го разбрали и научиле. Имаме една табела во која се дадени 3 непознати супстанци. Твоја задача е да определиш во каква агрегатна состојба се наоѓаат тие на 20 целзиусови степени. Паузирај го видеото за да размислиш и кога си подготвен, продолжи и провери ги одговорите. Па да видиме какви се твоите одговори. Ке се обидиме првата задача заеднички да ја одговориме, а другите ке се обидеш сам. Како што претходно објаснив, значи цртаме една бројна скала на која означуваме 0 степени целзиусови, чисто за ориентација, за да може да ги означиме останатите вредности за температурите на топење и вриење. Потоа ја нанесуваме вредноста за температурата на топење, па ја нанесуваме вредности за температурата на вриење. Исто така ја нанесуваме и вредноста за 20 целзиусови степени, за да може да ја определиме агрегатната состојба, односно визуелно да ни биде попрегледно. Според диаграмот, може да прочитаме дека за вредности помали од минус 35 целзиусови степени, агрегатната состојба на оваа супстанца А е цврста. За вредности помеѓу минус 35 степени и 10 степени, агрегатната состојба на оваа супстанца е течна, додека за вредности поголеми од 10 степени, агрегатната состојба на оваа супстанца е гасовита. Значи, точниот одговор за супстанцата А е дека таа е гасовита, бидејќи 20 степени се наоѓа во делот од овој диаграм кој укажува на гасовита агрегатна состојба. Одговорот за следните супстанци Б е течна и В е цврста. Обиди се на ваков начин да ги одговориш и да провериш дали точно си ги одговорил овие прашања. Следната видеолекција е за гасен притисок од темата агрегатни состојби на материјата. До следното видео, мијте ги рацете, одржувајте социјална дистанца, носите маска и не го допирајте лицето. До следно видео, поздрав!